На почеток за она што денеска ќе се случува во Скопје, ексклузивен настан. Светска премиера на првата епизода од најновата македонска серија Бистра вода во продукција на Алфа телевизија. Она што вечерва ќе се емитува во киносалите, односно во Синеплекс, пошироката јавност ќе има можност да го гледа ексклузивно на фреквенцијата на Алфа телевизија од 5 март во недела. Повеќе детали за промоцијата и за серијата од режисерот Јани Бојаджи, режисер, сценарист, продуцент на Бистра вода. Јани, ти благодарам за тоа што си гостин во вестиве на Алфа. Бистра вода ја најавуваме одамна дека надоаѓа. Вечерва конечно и ќе протече ексклузивно во македонската јавност. Како се чувствуваш? Се чувствам среќен и исполнет, затоа што имаме причини да бидеме и среќни и исполнети. На почетокот си дадовме навистина сериозна задача пред нас, пред 10-11 месеци, да направиме за прв пат во Македонија современа крими драма, мелодрама. И тоа што ни изгледаше далеку од премиера, дека пред нас има за 10-11 месеци да се реализира такво едно нешто. Далеку изгледаше, но изгледаше далеку, но да се реализира такво нешто. Така и се согласувам, затоа што ние бевме поставени пред големи предизвици, значи не само да имаме квалитетен производ, туку тој производ да биде произведен и дистрибуиран во определен временски рок, затоа што ние сме телевизија, мораме да поставуваме индустријски стандарди, нели? Ова не е уметност, нели, ова е повеќе забава, помалку уметност, иако има доста, нели, и уметнички, артистички делови во серијата, но главно е забавна програма. И ние навистина внимававме многу околу тоа да воспоставиме индустријски стандарди, нели? Да секојаш да има рок во кој треба да се завршуваат сите стадиуми на создавање на продукција на еден таков производ, така да во тој смисол сум навистина презадоволен, пресреќен, затоа што прво направивме многу квалитетен производ, а потоа тоа го направивме навистина според светски стандарди. Вака работа секаде тоа се стандардите. Пошироката јавност претпоставувам веќе знае каква е темата, но вака накратко да им објасниме на гледачите што може да очекуваат вечерва тие кои што ќе имаат ексклузивна можност да бидат во Синеплекс, но и гледачите веќе од недела 5 март на Алфа телевизија. Да. Она што ние го правиме вечерва, денеска, практично неколку дена пред премиерата на телевизијата и на платформата Кине Моје, е една практика која е вообичаена насекаде во светот и на Балканот, таму каде што се произведуваат вакви серии. Во Македонија не се правило, да кажеме, кино проекција, кино презентација на првата епизода од некоја серија, затоа што не се произведувале серии. И ние сега произведувавме серии и правиме нешто што е вообичаено за цел свет. И многу сме среќни затоа што сме дел, нели, од светот. И ние вечерва за екипата, за актерите, за спонзорите, за спомагателите, за новинарите, за филмската и телевизиската јавност ќе направиме премиера на првата епизода во Синеплекс, во Сити Мол во Скопје, во навистина филмски околности. И за прв пат и ние, нели, како творци ќе имаме можност да видиме како публиката практично ќе реагира на она што ние сме го правиле, и тоа е дополнително задоволство за сите нас, посебно за актерите, посебно за оние кои ова го создавале, да можат плодовите резултатите од сопствената работа да ја видат тука и сега. Собравте, успеавте да соберете плејада познати актери, изненадувачки дури и за мене. Како ви успеа? Сигурно проектот е одличен, чим се одзвале толков голем дел квалитетни лица актерски, кои што во последно време ретко ги гледаме вака по серија, камоли за филмови да не зборувам. За жал, проблемот во Македонија е комплексен и насекаде, па и во нашата индустрија. Основниот проблем во кинематографијата и во телевизиската индустрија, посебно во играните програми на телевизија, во Македонија е тоа што не се произведува играна продукција за телевизија и практично македонците, македонската публика не може да ги види лицата на актерите. Треба човек да отиде во театар, нели, па да погледа некој актер.
Како ни успеа практично македонската актерска репрезентација да ја собереме на едно место и да биде дел од... Значи не било премногу тешко, само треба некој да се потруди да направи еден ваков проект и сами ќе... Сакав тоа да кажам. Ние имавме прво квалитетно сценарио и за тоа бевме свесни. Нема актер кој нема веднаш да се фати за квалитетна приказна, за квалитетен карактер. Тоа е во природата на актерот, да се идентификува себе си со карактери. И така да тоа беше основниот предуслов, да имаш добра приказна, изградени карактери. И следното беше дека сите навистина сакаа да создадеме најпосле нешто свое. Да има Македонија своја играна серија, да ја отвориме приказната, да почнеме да произведуваме, тоа да биде провокација и за другите да почнат да го прават. И во тој смисол воопшто не беше лесно, не беше тешко да ги собереме најдобрите. И јас ја користам приликата да им се заблагодарам сите, имавме прекрасна соработка. Јас сум многу искрен, многу отворен, кажувам, ние имавме некаде над 70 снимачки дена работа. Тоа е огромен дел. Практично цело лето работевме. Некои актери во серијата дури ги откажаа аранжманите кои ги има правено, подготвувано и планирано за летување со цел да останат на располагање на продукцијата до крај. И навистина беше голем ентузијазам, со голема љубов се работеше. Се работеше во една исклучителна, убава, пријатна, работна и творечка атмосфера. И сето тоа гледачите ќе можат да го почувствуваат затоа што се гледа на лицата на актерите. Колку серии ќе има? Колку епизоди? Колку епизоди, да се извинам така. Планираме на серијата да има 2 сезони, вкупно 18 епизоди, над 50 минути трае секоја епизода. Практично под 52 минути нема ниту една епизода, нели затоа што внимававме почетоците и крајот на секоја епизода да има една целина, но да остават и простор за интрига за следната епизода, така да има епизоди по 54, по 56, по 58 минути. И убеден сум дека гледачите ќе уживаат во тоа што ќе го гледаат, затоа што станува збор за приказна која е инспирирана од нашите животи, од Македонија, станува збор за карактери кои публиката ќе ги препознае. Станува збор за карактери кои се јавни личности, нивни соседи, пријатели, ќе се препознат и самите себе си гледачите во некои од карактерите и се разбира ќе го препознат местото на живење, тоа е Македонија, тука и сега. Господин Бојач, огромен предизвик вакво нешто да се направи во Македонија, посебно во ваков еден период, во кој што се наоѓа државата, плюс во една исклучително тешка економска криза. Колку беше лесно или колку е тешко вакво нешто да се направи, значи да се сними, да се продуцира, да се заврши, да се измонтира со сопствени средства, колку што знам ја, без конкретна помош од државата. Тоа е веќе друг проблем кој што во минатото имаше одредени поддршки од државата, се даваше за домашна продукција да се снима, сега тоа гледаме дека го нема. Ајде да почнеме од крајот, па ќе одиме понатаму. Престанав да плачам и да кукумјавчам и да не е работата да плачеме, работата е да зборуваме за тие теми, нели? Јас се согласувам, да. Но во еден момент творците, уметниците треба да се соочат со реалноста. Реалноста е дека ова влада, не сакам да кажам ова држава, затоа што државата не е ова влада, нели? Македонија не е владата, Македонија се македонците. Ова влада нас не има избришано од сите можности да бидат нашата работа субвенционирана, како што ги субвенционира другите уметници кои се блиски до владата или се деца на функционери, на политичари, на оваа власт и така натаму. И јас инсистирав, јас прво како човек, потоа и моите најблиски соработници, да се соочиме со тој факт здраворазумно. Нас ова влада не третира како непријатели, во ред. Тие викат дека ние не припаѓаме, не сме дел од нивото општество. И ние тоа го прифативме како свршен чин и го поставивме прашањето. Ако е тоа така, што можеме ние да направиме? Можеме да седнеме, да се плукнеме на раце, нели како што се кажува народски, и да се фатиме за работа. И сето ова што ќе го видат гледачите, публиката вечерва и општата публика гледачите во недела, е производ на љубов, на желба, на работа,
на труд, ништо нема лесно на овој свет, големите работи не се прават едноставно. На почетокот буџетот беше исклучително скромен, но за среќа има компании кои препознаа дека ако ние понудиме македонски производ на македонски јазик, со македонци, со кои граѓаните, публиката ќе има идентификација, тоа ги продава полесно и македонските производи кои се произведуваат во македонските фабрики, услугите кои ги нудат македонските компании, затоа што се наменети за тие луѓе. И многу едноставно да се разберат нештата, нели? Нашата индустрија, телевизијата е дел од општеството. Ако општеството се рефлектира кај нас, сите ќе се движиме заедно, сите ќе се развиваме заедно, така да создавањето на играна продукција не е трошок, туку е инвестиција која создава развој и во овој случај ние како телевизија ќе покажеме дека оно што сме го инвестирале ние и нашите спомагатели и спонзори ќе видат гледачите кои се, ги има многу, фала му на Бога, ја користам приликата да им се заблагодарам. Многу македонски компании ја поддржаа серијата. Допрва се најавуваат многу компании кои сакат дополнително да ја поддржат серијата. Така да добрите намери и добриот проект лесно се препознава и секогаш се наоѓаат финансии и можности како тој проект, ако е добар, да биде isfinansиран до крај. Секоја чест за оние што го поддржуваат, секоја чест за вас и вашите соработници тоа што го правите. Критики за властите кои што мижат за се ова што се случува, се надевам дека ќе ги отворат очите и ќе видат дека нешто и се работи во оваа наша Македонија и дека треба тоа да се награди. Само две реченици. Старозаветно е, нели, искуството дека оној што има очи ќе види, оној што има уши ќе слушне. Така. Ви благодарам господине Јане Бујаджи, почитувани гледачи. Вечерва ќе го гледаат делот јавноста ексклузивно првата епизода од серијата Бистра вода, вечерва ексклузивно во Cineplex, а како што веќе најавивме, веќе од недела 5 март на телевизија Алфа, првата серија од Бистра вода.